ве деградираат, на нас не деградираат, не на вас, туку на нас сите во дигиталната индустрија, е со некој краток безвезален одговор од смисла, па јас имам една внука која што ќе ми постира цел ден на Facebook без пари. Океј, нека постира. Креирањето на еден пост за Facebook, ако е осмислен со текстови, со ова, зазема многу повеќе време, енергија и кошта многу повеќе. Но оставете нека пробаат, а следниот пат кога ќе дојдат, дајте им повисока цена. Како ова да го правите, како да им докажете на нив, советот во овој дел е, моето искуство вика дека правете си реклама. Што значи реклама? За да бидете во текстова индустријата која што постојано се менува, мора апсолутно секогаш да читате новини, да читате книги, новитети и туторијали. Да следите на интернет, да учите што е ново, а во небрзани разговори, кога разговарате на темата на која што вие се устручувате со потенцијални клиенти, никогаш не ги напаѓајте директно со купете ова, да ви продадам ова, да ви направам ова, да ви дадам. Значи, еден од начините на продажба е објаснувате што работите, објаснувате резултати ваши и успешни приказни, а во целиот тој разговор вметнувате хинт, односно неколку точки, теми кои што ги имате научено, а се модерни, а се нови, кои што тие не ги знаат сигурно. Например, менувањето на Facebook алгоритмите, менувањето на Google алгоритмите. Оние теми кои што не можат да ги следат. Кои што се новитети, новини. Кои се предностите во нашата индустрија? Најголемата предност е што може да работиме за цел свет. Ако одлучиме цел свет ни е пазар, може да работиме за било каде. Се надам сите вие знаете одлично англиски. Така да цел свет ни е пазар. Може да работиме во сите земји, дали со платформи за платформите кои што се Upwork и слично, фриленсинг, имаме опции премногу. И уште поголема предност е што дојде време кога имаме бесплатно учење. Толку многу има онлайн за учење што не можеме да стигнеме. Значи, толку многу има, постојано се менуваат, постојано има нови теми, нови области. Значи, стално може да се устручуваме во различни области, но размислувајте и како да тоа да го продадете тука, да не биде само да, пошто може да видиме многу напред, да не може да не следат. Во делот со учењето кога спомнавме, Глигор многу добро објасни текот како функционира и така треба да биде. Јас сум различна приказна, не викам дека е правилно, но немав можност да го завршам факултетот бидејќи бев во Америка во тој период. Таму апсолутно немаше можности за да завршам, сам да се финансирам и да завршам факултет. Факултетот го завршив пред 5 години, но тоа ми е исто предност бидејќи имав можност по предметите кои што ми се интересни и кои што ги владеам, да дискутирам со професорите како ние тоа практично го правиме во фирма, во коли. Јас им објаснував практично затоа што тие има теорија, кај мене беше пракса. Така да не мора да значи ако не завршите факултет дека нема да успеете. Апсолутно сега за една година се устручува во било која област. И ова би било накратко за мене. Јас сакам само да ве охрабрам сите да работите со интегритет, тоа ми е умилено. Ве молам да не размислувате на брзи пари, тоа апсолутно го руши имиџот. Не постои такво нешто како брзи пари, можеби постои, но не го почитувам. Ако сакате да ве почитуваат, работете со интегритет, значи остварувајте ги целите со фер начини, со коректни чекори. Каде е сега КЕТ дигитален маркетинг и стратегија? Значи се усовршуваме во методот кој го објаснив како онлайн sales. Тоа значи дека на одредени компании во кои што гледаме потенцијал, им нудиме соработка, односно вложуваме во нив, го развиваме нивниот онлайн идентитет, градиме
приказна за одреден период, а потоа заедно влегуваме во продажба на нивните производи. Односно, ние сме нивниот дигитален идентитет. Преку социјалните медиуми и преку вебшоп, ние продаваме во нивно име преку интернет. Се повеќе се устручуваме во делот на Facebook Ads. Минатата година во јуни бев во Торонто, каде што бев дел од една екстремно добра компанија на job shadowing во компанијата Abacus, која е број 2 најдобра, најголема компанија во Канада за дигитален маркетинг со фокус на Facebook Ads. Така да ова е, бараме начин да им понудиме win-win ситуации на компаниите, бидејќи тие не веруваат, нели, додека не видат, секојаш сакат да добијат, што би добиле за возврат. Тоа е она што јас би го споделил со вас. Доколку има други прашања, можеме да подискутираме на други теми. Благодарам. Миле? Само секунда, сега ќе уклучам. Повели, Миле? Да, во ред, Гливор, фала. Благодарам, Митко. Одлично излагање. Во рамките на тоа кратко време, навистина, опфативме поголем дел од кариерата. Јас колку што успеав да фатам неколку забелешки, а имаше доста совети. Одлично беше. Мислам дека ќе биде од корист за сите фактот дека квалитетот е квалитет пред квантитет секогаш треба да биде во фокус. Тоа би можело да се надоврзам и на темата со Гligor за специализацијата. Повторно доаѓаме на нешто слично. Значи подобро е да го направиме, да знаеме да правиме помалку работи, но да бидеме поефикасни. Исто така заедничкиот јазик со клиентите. Тоа навистина се креира една енергија, би рекол, кога и синергија, кога сте усогласени. Мислам, тоа практично може да го почувствуваме сите, не само во работен однос, туку практично во сите искуства од животот. Кога имаме отворена соработка, искреност, еве сега се влегуваме и во третата забелешка, значи искуство, интегритет, тогаш тоа се препознава и така се поместуваат планини да го искористам тој израз. Интересно беше исто така во делот за вложувањето, 200% вложување, сите на почетокот, без разлика дали кога почнуваме нешто ново или сме вклучени во некој процес кој што веќе е започнат. Сакам да кажам пример, дали кога ние самите отпочнуваме некоја работа или се вработуваме на друго место, се трудиме да се докажеме што повеќе, но ете, искуството покажува дека тоа може да резултира и со контраефекти, да не речем и злоупотреба. Одлично, за крај прибелешката грешка, совет грешка ја нарече Митко. Влијанието на надворешното влијание на луѓето врз нашите идеи може да биде погубно. Тоа беше одличен би рекол совет. Секогаш кога отпочнуваме нешто ново, влегуваме со максимална мотивација, посветеност
сега, не учат, не советуваат по-искусните деца. Еве, јас имав можност да бидам дел од еден стартап надпревар, како да го наречеме, и таму научија истото тоа што го Митко ни го напомена, значи да се оградуваме од влијанието, надворешното влијание на луѓето. Луѓето секогаш ќе наоѓаат нешто ново, некои забелешки, и има луѓе кои што навистина се трудат да те демотивираат заради собствен неуспех претходно или од други причини, но од друга страна би рекол дека кога почнуваме нешто, ние го имаме замислено во нашата глава дека тоа е идеално. А всушност тоа што го напомена Митко, дека со самото работење во понатамошното искуство се испоставува дека всушност има многу промени во сето тоа. Мислам и двајцата соговорници така и го почнаа своето излагање дека започнале претходно едно, па во текот на годините на работењето сега завршуваат на сосема друго место со нови искуства. Секој не е ништо на одмет. Еве Глигор се занимава конкретно сега, како што напомена, со академијата, така да ти имаат пристап до безброј на вебинари, на туторијали, на обуки, и секогаш треба да напредуваме, затоа што и оваа индустрија никогаш не стои во место. Одлично, Митко. Би сакал само накратко првите искуства, почетоци си ти напомена нешто, но ете Глигор ни кажа конкретно како што научат во школа, на факултет 3F пари, Friends, Family and Founds. Како ти се справи со тоа, мислам да ни споделиш нешто што и во тој дел. Таа ми е омилена приказна. Од секој сум имал афинитети спрема IT индустријата, уште од мал, апсолутно. Но еве во период кога бев во Америка немав можности, затоа што кога сам се финансираш мора и работа и тешко се постигнува. Првите плати кои сам ги заработив, купив компјутер и имав можност да имам еден апсолутно празен стан, без телевизори, немаше апсолутно ништо освен само еден компјутер. И почнав да купив неколку книги за веб дизајн, за веб страни. Тоа е 2000 година. Front Page беше актуелен и јас ја научив таа Front Page Bible многу добро. И се надевав дека ќе почнам да го работам тоа. Денот кога бев на факултетот, кога пробав да се запишам на факултет во Америка, кога ми објаснија кои се опциите и сумите, ми се сврте и не знаев како да продолжам во тој дел. На едно огромно табло имаше избоцкано премногу како job offerings, понуди за нешто, да се сработи, проекти и слично, како нудење и барање работа. И најдов едно на кое пишуваше сакам некој да ми направи веб страна, услов е да биде во Microsoft алатки, compatible на Microsoft алатки. Совршено. И пишуваше доздола цена $200. Тоа е како 2000 денари од прилика сума. И одма вртам на телефон и викам, јас сакам да ви ја правам веб страната, ќе ја правам бесплатно, доколку ви се допаѓа, платете ми. Ако не ви се допаѓа, не плаќај. И супер, се согласивме, правев, скенирав слики, правев веб страна, тоа беше на what you see is what you get систем, така да нема многу програмирање, лесно беше реално. Ја
прифатија понудата, ја искористија страната, од првиот момент бев платен $400, што е мотивација неверојатно, и продолжив да работам со нив, а човекот Стенли Ник се занимаваше со продажба на резбани дрвени производи кои што ги чуваше во гаража и преку онлайн плаќање ги испраќаше низ цела Америка. Неверојатно едноставно, ги купуваше од Филипини, прекрасно функционираше. Работевме некое време со него, направивме и други веб-страни, но тоа беше моето прво искуство со нив. Сметам дека многу ми помогна тоа искуство. И кога се вратив во Македонија, пробав да продолжам во тој дел, направив неколку веб-страни, портали, тогаш беа актуелни, бидејќи немаше портали, имаше само еден или два портали. Првиот еден беше epp.com.mk, односно електронска продажба на производи, тоа е 2004 година. epp.com.mk имаше информации како портал, но и пробавме да продаваме некои ствари кои што беа повеќе локално. 2006 година го продадов тој домен epp.com.mk, а работев паралелно на новиот вебсайт cafe.com.mk кој функционираше супер. 5 години го водев тој портал заедно со Давор и со уште еден колега од Скопје кој бевме на природно-математички факултет. Сега тие ги имаат порталите motika.mk и 365.mk. Овде со ова последниот совет ми е некогаш и пред време не е добро да се биде. Значи во тој период уште не беше развиено во Македонија интернетот. Интернет имавме по цена од 120 денари на саат. Работев од 12 навечер затоа што беше поевтино во тој период и беше малце тешко. Така да некогаш и пред време не е добро да се биде. Треба да го погодуваме тајмингот. Интересно. Мислам дека сите може да научиме секогаш нешто плюс од тугите искуства. Спомена дека било тешко на времето, дека си бил прерано. Јас пред да преминеме на делот со прашања од нашите учесници, значи доколку имате прашања, ве замолувам во reactions raise hand за да ве вклучи Григор или директно на чат да го напишете прашањето доколку не сакате да се вклучувате, но јас ве охрабрувам сите што имате нешто да прашате, слободно да се вклучите во дискусија. Пред тоа би сакал сега кога спомнам Митко за потешкотиите, до двајцата би сакал само накратко да слушнеме како во моментот се справувате со кризата, односно нели како бизнис сектор, бизнис заедница, сите сме погодени директно, но слушаме деновиве дека многу компании се затворени, се отпуштаат вработени, навистина една тешка ситуација во моментот, но би сакал кратко видување ваше моменталната ситуација, мислења. Знам дека IT областа не е толку зафатена. Еве можноста која ни ја дава интернетот и денес ја имаме, значи може буквално како што напомена Митко, пазарот е отворен за сите. Чисто сакав видување како се справуваме во моментов со кризата со вирусот. Григор, Митко, слободно. Да. Митко, да почнеме? Океј, па искрено доста не погоди и нас ова, значи пред еден месец некаде, пред да бидеше толку актуелно, повеќе од еден месец, не мислевме дека ние имаме дигитален бизнис, работиме од било каде и мислевме дека се е окей. Ама уствари клиентите се погодени. Значи ние имавме доста соработка со неколку странски теретани, со повеќе странски теретани
и тие се доста погодени, значи прекинаа да работат. Тоа нешто што не го предвидовме. Така да исто имавме и со неколку ресторани. Две бранши што доста се погодени, затворени, не функционираат. И нормално прво имаше период на да речем неизвестност, нели, и уште има, ама страв што да правиме, како ќе продолжиме. Ама мора да еве сега не знам дали следите доста практикуваат маркетерите и сите предприемачи на интернет зборот пивот, значи менува и насока. Сврти ја ситуацијата, значи тоа е сега, еве, ние моравме целосно да смислиме нова понуда. Значи моментално смислуваме нова понуда за бизниси и сакаме прво пружиме рака да помогнеме на бизнисите. Значи сакаме да помогнеме за после тоа да излезе можност за соработка. Сега е многу тешко бидејќи бизнисите не им треба секаков разговор, значи им треба нешто што ќе им олесни болка. Сите чувствуваат болка, сите страдаат. Така да ова е нешто нели до сега што се нема случено во тие размери и така да функционира. Ама и тука луѓе наоѓаат начини. Е-комерцијата функционира за некои бранши, за некои производи тешко, бидејќи не се потребни, за некои има преголема поборувачка. Има пред некој ден видов, значи моментално во светот има многу голема поборувачка на машини за правење леп, bread makers. Продажбата е зголемена 700%. Значи луѓето сега бидејќи се дома не купуваат толку често, не излегуваат и не рачуваат дома да се прават леп. Така да секогаш има нешто да се најде, да се пивот, да се оди во таа насока. Мора да смениме и насока, значи и понуда и комуникација со клиентите. Уште и ние откриваме што функционира, што не функционира, тек ќе дознаваме, тек ќе грешиме, ама не е паметно да сме со скрстени раце и да не превземаме ништо. Мислам доволно е еве и да размислуваме во тие ситуации, што да промениме, читаме информации што се случува во светот, што превзимаат луѓе, каде успеваат, каде грешат, некои искуства да прочитаме. Значи подобро сега да правиме нешто отколку ништо, а исто еве ние комплетно функционираме од дома, нашата работа ни дозволува тоа, ама има многу бизниси што може исто да го направат, ама мислат дека е невозможно. Значи мислат дека нема доволно алатки, нема како, ствари ти не знаат се што постои на интернет. Еве сега може да вие да работите, ако знаете како да нудите на фирми како да работат од дома. Сега сите се мачат. Ако тоа го нудите како услуга, може да повторно да работите. Тие се некои главни точки што сакам да ги споделам. Ако имате прашања потоа слободно. Митко, повели? Моето видување дефинитивно е тешка ситуацијата, дефинитивно се чувствува, исто така губиме клиенти, немаат работа, треба и ние да бидеме флексибилни, да издржиме и да најдеме начин заедно да поминеме периодот кој е тежок, да се надеваме дека ќе биде неколку месеци, ако е така нема да биде проблем. Но реално IT индустријата е најмалку погодена од сите други. Она што е екстремно важно за секоја криза, историски гледано, и ако погледнете во историјата сите големи кризи, дали двете светски војни, дали Spanish flu или било кој период, се периоди на времиња каде што излегле неверојатно големи нови изуми и нови луѓето размислуваат и стануваат по флексибилни, размислуваат на различен начин.
се случуваат големи промени. Значи треба да бидеме дел од таа движечка сила која ќе ги прави промените. Како ќе биде тоа? Ќе биде со правилен мајндсет, со насочување на позитивното колку и да го има малку, со најважното учење. Сега е најдобриот период за да научиме нешто ново. Да го вежбаме мозокот, дали на нов јазик, дали на нов програмски јазик, дали нешто сосема ново, дали нешто што сме сакале да го научиме, не сме стигнале, па да се усовршуваме и да читаме книги од успешни луѓе како тоа го направиле тие. Луѓе од кои што можеме да научиме многу нешта, кои се успешни во пример во нашата индустрија. Сметам дека сето тоа ќе ни помогне да излеземе поумни, откако ќе заврши кризата, ќе излеземе посилни, појаки од другите кои што секојдневно само гледале вести и чекале да помине кризата. Апсолутно не добиваме ништо со чекање. Да, тешко е, но гледањето вести и чекањето секој ден колку има нови мртви и заболени е најлошото нешто што може да го правиме. Јас лично за себе применувам еден метод веќе неколку 5 дена, не знам колку, и ми функционира. Вести гледам само еднаш во денот и тоа лимитирано, баш да видам светски случувања, трендови. Не сакам да се фокусирам на негативното, за да можам да останам во правилна насока и се трудам да читам колку што е можно повеќе книги. Тоа е моето видување и се надевам дека ќе даде резултати. Добро. Сега би ги поканал сите останати да се вклучат со прашања. Ние во меѓувреме може Митко, Глигор да споделите контакт, имейл или друг тип на контакт, телефонски број кој ако сакате, значи за да можат нашите учесници после тоа да не контактираат. Ева ќе го споделам јас мојот имейл. Исто така може слободно да се обратите на страната на SourceMix, на Cats Digital Marketing и нормално Струмичка бизнес заедница и центарна заедница на општина Струмица. Во моментов погодени сме од случувањата, но се надевам во блиска иднина кога ќе се стабилизираат условите за работа, ќе бидеме во можност да организираме повеќе вакви настани. Како што напоменав, јас беше предвиден овој настан во рамките на проектот, но во подоцнежна фаза имаме и други активности кои што се замислени, така за да можат сите учесници да бидат вклучени слободно. И сега би ги поканил да ни се приклучат во оваа дискусија. Слободно може прашање кој има. Јас не довршив додека чекам некој да напише прашање. Прикладната со како започнав, сакав да кажам дека најчестото прашање и во Струмица кое го добиваме е како ние да се вработиме младите кога сите компании ни бараат да имаме искуство. Така е, да имаме искуство може да донесе некои повеќе бенефиции, да ви донесе повисоки плати или повисока позиција или слично, но дефинитивно барем во вашиот дел не мора да значи дека не знам, може да почнете од било каде и мојот пример е токму така. Значи започнав со мое нудење, со убедување и као работење пробоно, на крај заврши успешно. И исто и во делот на Cats Digital Marketing, колегите кои што започнавме да работиме долго време, работевме на начин доколку заработиме, окей, ќе има за сите, доколку не, нема за никој. Така и денес во некои сегменти функционираме, но да, се случувало да работиме и бесплатно додека да направиме имидж и да постигнеме некои резултати. А она што на ниво на Македонија може да ни помогне е, нема прашање, па продолжувам јас уште ова. Пошто нема, еве јас сам си напишам прашање,
производ или услуга, тоа прашање се дискутира на многу од настаните на кои сум присуствувал, Македонија 25 или слично. Производ или услуга, многу тешко ние да ги користиме услугите и апликациите кои што на светско ниво се достапни, затоа што реално стандардот наш не дозволува по-скапи доаѓаат за нас, но тоа е всушност предност, бидејќи доколку ние развиеме некој производ, ќе имаме одлична цена на светските пазари. Главно до сега Кец маркетинг се занимава со услуга и тоа функционира добро за градење имидж, доаѓање до повеќе контакти и слично day to day, но сметам дека успех се прави најмногу со производ. Ако имате опција, ако сте квалификувани, пробајте да направите, да произведете свој производ, затоа што ако е доволно применлив, може цел свет да ви биде пазар, може да се направат, ако е scalable, може да се продаде во огромни количини и да заработувате трајно од истиот. Пример ви е Zoom, кој што во време на криза направи неверојатни резултати и многу други такви апликации. Така. Се уште не гледам да имаме ниту во чат прашање, ниту некој да има кренато рака. Еве, ми стигна едно прашање од наш учесник кој не бил во можност да напише на чат. Дали мислите дека после COVID-19 доаѓа ерата на вебсајтовите, вебшоповите, дали тоа ќе има некое влијание? Апсолутно. Сметам дека е период кога ќе бидат направени најголемите промени во човештвото. Убеден сум дека сега е период кога ништо нема да биде исто како порано. Сите овие луѓе кои сега се приморани да работат од дома, кои немаат опции да одат на работа, ќе останат и ќе продолжат да функционираат онлайн. Сите кои што увидели се биле приморани да работат од дома, сега ќе продолжат да функционираат на тој начин. Онлайн продажбата и сега функционира добро. Мене ми е чудно, но продажбата не паѓа. Во криза, како што е оваа, гледам дека прометите се окей, функционира онлайн продажбата, тоа значи дека така и ќе продолжи, а после кризата ќе биде и уште појако. Сметам дека ќе се издигнат нови играчи на светско ниво и веројатно и во Македонија ќе се издвојуваат компаниите кои што на време ќе се дигитализираат. Компаниите кои до сега размислувале дали, кога, како, сега ќе бидат приморани итно да реагираат и тука е нашата шанса да земеме колку што е можно поголем дел од колачот. Значи, доаѓа ерата на се ќе биде дигитализирано, се ќе функционира онлайн и тука е нашата шанса. Исто, апсолутно се согласувам со Митко. Голема разлика е тоа што моментално интернет продавниците функционираат, а други продавници, физички продавници не функционираат. Самото тоа кажува дека тие ќе се во многу подобра ситуација кога ќе се ослободи се. Значи, ако тие интернет продавниците сега 2-3 месеци функционираат, а другите продавници се стопирани, замислите каква предност би имале кога ќе се ослободи се. Тоа да, мислам накратко тоа. Други прашања? Вложувајте максимално. Во овој период вложувајте во себе, градете и секоја идеја што имате, правете ја, лансирајте ја. Нема лоша идеја. Колку што можете, наместо да седите дома, не знам, да гледате филмови, апсолутно развивајте некоја нова идеја. Тука јас во периодот 2003, 2004, 2005 кога работев epp.com.mk, поевтино ми беше во еден период во интернет кафе да работам. Така да бев во Куба кафе, интернет кафе и сите околу мене 30 компјутери играа Counter Strike, WoW и не знам што. Јас работев, правев веб страни, нешто, тој пазон, тој филм бев. Може би не е правилно, но еве таа е мојата приказна. И во делот со специализација, јас сум сигурен дека сум исклучок
на светско ниво и жал ми е заради тоа, но моја голема негативност е што не сум устручен специјално во една област, туку во повеќе области сум вклучен и затоа повеќе се пронаоѓам како менаџер во IT индустријата, отколку не можам да создадам нешто. Значи, моја способност е да продадам производ кој што ќе го заедно осмислиме и реализираме со колеги, со партнери. Можам да го продадам, можам да убедам, можам да развивам нови опции, но тешко ми е да го создадам самиот производ и затоа и во сите бизниси кои што сум бил вклучен, секогаш функционирам со партнер, бидејќи за мене тоа дава резултати. Јас за крај само Митко спомна малку за идеите. Јас не верувам во крадење идеи. Мислам, до некаде, нели, да, може да се случи нешто, ама јас сум многу верувам во споделување на идеи за да добиете фидбек. Тоа не значи дека со било кој треба да разговарате, значи ако разговарате со било кој, веднаш ќе ви кажат не функционира, не може, така, значи, ама да најдете луѓе со кои ќе разговарате и со тоа си ја доразвивате идејата, си наваѓате проблеми, си наваѓате можности. Јас искрено скоро се што имам направено, го дискутирам со луѓе и реално излегува многу подобро тоа. Не сум верувач на ја имам идејата и нема, на никој не кажувам ништо. Така. Добро, додека чекам уште прашања, јас би поставил уште едно за крај од моја страна. Бидејќи имаме два различни профила на предприемачи, би рекол. Глигор, твојата приказна помалку се разликува од она на Митко. Тој најголем дел од искуството го има во голема компанија собрано пред да почне сам да го искористува. Па би сакал уште едно мислење од ваша страна за тоа дали сметате дека е подобро младите првин да се вклучат во како вработени во некоја друга компанија, па да стекнат искуство, или подобро е од мали нозе, би рекол, од старт, без многу искуство да се обидат да основаат свој бизнис, па така да го трасираат патот. Мислам, претпоставам нема одговор стриктен дека едното или другото е подобро, но ваше видување за тоа баш токму затоа што едниот има едната приказна, другиот другата. Јас тука сум, да, сметам дека нема правилен и единствен одговор, но е одлично прашање, баш е одлично прашање. И познавам и такви луѓе. Познавам луѓе кои што почнале сами од самиот старт, никогаш не работеле за друг и се многу успешни и со повеќе бизниси и квалитетни луѓе, но сметам дека во голем дел тоа зависи од карактерот на личноста, а во денешно време од кога немаме војска во Македонија, нема ред, нема дисциплина кај младите, без не посочувам прст кон никого, но се повеќе запознавам и се среќам со случаи каде што младите, имајќи ги сите предности на интернетот и на дигитални технологии, ги злоупотребуваат. Така да немаат систем, и ако некој на 15 години успее да направи мини апликација која случајно ќе упали и ќе ја пласира, ќе ја продаде некаде на светско ниво, тога сите тие 100.000 евра што ќе стави у џеб ги троши на коцка, алкохол, дрога и слично. И не познавам доволно луѓе кои што биле исклучок, за жал, сакам да ме разубедите. На еден од настаните на Македонија 25 во Палас во Скопје, имавме еден гостин од Скот Јан, мислам беше, кој што направил
веб-сайт кој за една година skyrocket и му понудиле огромна сума, не знам колку милиони долари, и одма го продава истиот. Го прашаа директно why did you do it? Вика for money. И окей е таа приказна, затоа што парите ги има вложено во нови бизниси, а не во коли. Вика се уште ја возам старата моја кола, а не се разфрлам со BMW и непотребни издатоци. Исто во Скопје имам пријател кој направија една одлична апликација. Дечкото кој беше вклучен во развојот, програмерот практично, значи тука е спој на програмер и менаџер, менаџерот финансира, вложува ја бутка идејата, програмерот го развива производот. Кога беше лансиран, апсолутно не заинтересиран, вика не ми треба повеќе никакви апликации, влегов во TopTal и тука заработувам $60 на сат, работам 10 сати на месец и не ми треба ништо друго. Сакам да знаете, убеден сум, ништо не е трајно, ништо не е вечно. Промените како кризите, промените како технологиите го менуваат општеството и ќе променат многу. Луѓето кои нема да стекнат навика за работење, никогаш нема да може да работат. Тие $60 на сат ќе траат кратко и нема да имате навика за работење, и сметам дека работењето во големите компании го помага тоа. Значи, влегувате во некој ред, ги гледате кои се обструкциите, кои се проблемите, како е да се работи во екипа, teamwork, кој што го нема во IT за жал доволно, и тука се предностите, да кажам. А во приватниот сектор, кога работите за себе, овде е апсолутно друга борба. Во моментот на криза како сега мораш да обезбедиш плата за себе, за другите, значи ден за ден апсолутно борба, не знаеш што ќе следи, како ќе, но ако си мотивиран и со правилен карактер и мајндсет, можеш многу повеќе да промениш, за да може, како што е мојата цел, да можам на 50 години да се пензионирам и да ја работам мојата работа од било каде од светот. На тоа прашање многу тешко одговор, искрено. И јас цело време размислувам, јас почнав порано, немав искуство од големи компании. И да, на моменти цело си велам да можеби требаше да одам прво во поголема компанија. Предноста е тоа што доколку сум бил во други компании повеќе време, ќе стекнав искуство како тимска работа, како комуникација, како функционира хиерархијата во компаниите, напредување, значи тоа дефинитивно ќе ми беше од голема предност. А сега прво работев сам, па потоа почнав да вработувам луѓе и морав јас да воспоставувам начини на комуникација, морав јас да тестирам, значи тоа што го правам не сум го видел никаде, значи тоа е сосема ново. Предноста овде е што ако смислам нов начин на комуникација, на организација на работата, можеби ќе се покаже како многу подобар за разлика од други компании, бидејќи пак постоечките компании, поголемите се многу поригидни, побавно менуваат. Значи, тука ми е предноста. Се што правам моментално ми е, да кажам, ново и шансите за грешка се многу поголеми, ама пак ако успее е многу подобар и побрз резултат ќе даде. Отколку да чекаме, знаеме компании додека се трансформира, сега во тие компании ќе има многу проблеми. Не се спремни за дигитално. Ние за една недела комплетно се реорганизиравме дигитално. А тие компании тешко, значи тоа и на глобално ниво. Многу тешко ќе се префрлат. Искрено, си знам, ми фали тоа, би сакал да сум бил во поголеми компании, да сум бил да соберав искуство. Од една страна ми е мило што рано почнав, не знам, индивидуално е според ситуацијата, немам баш конкретен одговор. Токму така. Добро, јас се уште нема никој прашање друго. Добро, полека се приближуваме и кон времето што го имавме предвидено, ова рамка од час и половина.
Знам дека никогаш не е доволно. Ама прецизни бевме точни. Промените мора да почнат од нас. Токму така, нема војска, лете. Ние бевме во 12:00 вклучени, 13:27. Дисциплината, редот да го запазиме. Добро, мислата ми беше дека доколку бевме во живо, претпоставам, немаше да се собереме сите 25 луѓе кои што во еден момент бевме вклучени. Ќе бевме можеби малку помалку, преполовени, но може поприродно ќе беше да се развие дискусија. Ги разбираме и нашите учесници. Секој за тоа и предлогот беше да споделиме инфо, контакта, за да може да продолжи ширењето на искуства, на соработки, се надевам. И еве имаме едно прашање. Како да се стигне до публика и клиенти после почетокот на приватен бизнис? Интересно прашање кое што мислам дека може да дадеме одговор. Како беше прашањето? Како да се стигне до публика и клиенти после почетокот на приватен бизнис? Во дигиталниот бизнис, зборам за себе, јас морам да се надоврзам и на другиот коментар. Кец Дигитален маркетинг и другата компанија Гама Дизајн функционираат во Македонија. Ние, сум бил во Америка 3 години, но сите бизниси кои ги водам во моментот и приходи се од Македонија. Тука моите партнери сите се во Македонија. Чисто како забелешка за коментарот. Како да how to be out there, како да стигнеме до ова е како последното кое го спомнав. Јас сум многу добар во продажба, мојата предност е во продажба. Не знам, можеби многу зборам што викат, но тоа го научив работејќи како келнер. Знаев, ако дојдат баба и дедо, нема што да прават дома, дошле сакаат да разговараат со мене, им го давам тоа што го бараат. Им објаснувам за Македонија, кај што е. Ако дојдат фамилија, цел ден биле на работа, знам дека децата им сметаат, викаат, ќе им дадам сладолед, црешички, ќе се заиграат, поголем бакшиш за мене. Ако дојдат дечко и девојка и ако не може дечкото не знае како да ја остави девојката, ќе пратам бесплатен сладолед до девојката, изненадување, ќе добијам поголем бакшиш. Така да, секој сум специализирал во читање на луѓето, да видам што им треба и што им фали вистински, за да можат тие да го добијат тоа што им треба, а јас да си го земам мојот дел. И се уште функционирам така. Значи, не знам како, но лесно ми е да волочам на голем дел од компаниите што им фали и да им го понудам тоа. Проблемот доаѓа кога ќе пробаме да реализираме, затоа што, како што рече Глигор, не можеме да сработиме се. Апсолутно е тешко, не сме толку голема екипа за да можеме да направиме се. Се трудам да работиме на соработка. Значи, ако некој бара од нашата агенција Chatbots, ја знам дека не го можеме, тогаш соработуваме со SourceMX. Ако некој бара SEO, кој што не го работиме, имаме надворешни соработници кои заедно го сработуваме. Така да, тоа е тоа. Значи, како да дојдеме до клиенти, мојот начин апсолутно 90%, не секогаш 90% е тие да дојдат кај нас. И до сега ни успева, стварно имаме многу контакти кои што ни приоѓаат и потоа само поентата е да најдеме што им треба. Мој совет е од каде се почне, а после уште нешто само ќе продолжам. Многу е тешко, прво кога ќе воспоставите компанијата ви е за таа услуга, тешко е да се пробиете. Можеби за почеток
пријатели и роднини некоја брза услуга бесплатно. Доволно за да се представите пред луѓето и ќе научите нешто, значи луѓето да слушнат за вас, некако да се пробиете. По можност е препорака. Ако сработите нешто, да дојде препорака од други луѓе до вас. Да. Најквалитетно. За странски компании, за странски клиенти, Претпоставувам дека и тоа би влијало и на самодовербата. да, апсолутно, да. За како да најдете странски клиенти, многу тешко прашање, бидејќи нема одговор. И ние многу време се обидуваме и наоѓаме начини, пуштаме реклами, успеавме да дојдеме, дури и тешко ми е како да дефинирам како дојдевме до некои контакти од едни луѓе, така други луѓе, па нешто на некоја платформа, па на Facebook контакти во некои групи и дојдовме до неколку. Јас би споделил мое видување, ако се сложи, се надам дека нема да сгрешам со коментарот, мое видување како ти доаѓаш до клиенти, за мене во моите очи е со несебично залагање и вложување. Јас мислам дека ти си еден од малкуте кој што вложува квалитетно без да каже ќе ти кажам за одговорот, ама толку пари. Туку само помага и во еден момент ти викате окей, ти стварно ни помагаше, сака те ангажираме за овој си стручен. Значи, јас имам такво видување. Дефинитивно. Мене тој ми е пристапот. Нормално, не значи дека за секој ќе функционира, нели, ама мене тој ми е пристапот. И моментално има многу понуда, значи има од страна на компаниите и мора некако да се издвоите. Најдете си нешто што ќе ве издвои од другите, не мора цена само да гледате, значи не мора само пониска цена да наоѓате работа, туку нешто што ќе ве издвои од другите. Еве, само ќе ви кажам пример. Пред некое време се обидов да најдам работа на Upwork, платформа за интернет работа. И најдов една тактика што мене многу ми успеваше, кога аплицирав за работа, кога некој поднесол работа и нормално не знаеме кој е, не знаеме дека Глигоризов бара луѓе. Ама јас одам во ревјуата и во ревјуата луѓето со кои работеле пишуваат Глигоризов беше одличен, така и така објаснува, окей, имам име. И кога пишувам здраво Глигор или еве странци, hey Brian, значи и кога ќе прочитат тие малку подобро им влијаеше да го забележат тоа. Значи тоа е малку за интернет работа, нели, ама најдете нешто како да се издвоите од тон апликации понуди, бидејќи и ние како компанија добиваме премногу понуди. Како да се издвоиме, тука е прашањето, нели? Ама треба вие да си го најдете тоа. Така. Павлинка ни напише нешто, дали може би сака да се вклучи директно како коментар да остави, или тоа се однесуваше на коментарите кои што веќе споделија? Митко и Глигор. Добро, вред. Само коментар. Благодариме. Океј. Вред, мислам дека и стасавме и до самиот крај. Јас искрено сум презадоволен од одзивот, од искуствата што ги споделивме денес со нашите учесници. Бев поприлично убеден дека избравме и добра тема, која што е доста атрактивна, IT и дигитален маркетинг, сега несомнено ми се потврди дека и нашите говорници се испоставија како одличен избор.
уште еднаш ќе ги поканам сите кои што учествува слободно да не контактираат. За крај само би додал да бидеме мотивирани, да не дозволиме на борешната средина некои негативни влијанија или моменталната ситуација да не обесхрабри. Мора секогаш да се трудиме да наоѓаме нови начини, нови решенија, алтернативи. Слободно, ако завршни некои зборови, ако имате, Глигор и Митко. Тоа беше се. Во ред? Да, тоа мислам, да, споделивме доста интересни работи, оставивме контакт, слободно може да не контактираат луѓето доколку имаат прашања или можности за соработка слободно. Одлично, јас се надевам дека што побрзо ќе ја пребродиме ова кризата со вирусот, ќе се вратиме на работните места и како што напоменав претходно, како што и беше предвидено, ќе имаме уште многу вакви средби на кои ќе се надевам истите говорници, но и уште многу други кои што ќе ги споделат своите искуства и како што напоменав и нормално и некоја нова соработка. Уште за самиот крај би ви посакал уште еднаш пријатен ден, да се чувате, чувајте се, останете здрави и ви благодарам за одвоеното време денес, што се вклучија сите и се надевам дека во најскоро време повторно ќе имаме некоја ваква можност. Ви благодарам, поздрав. Гледање. Поздрав на сите. Чао, чао.